Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Анастасија Илиевска, а вие гледате За или Против. Вечерва ќе имам чест да разговарам со новинар кој што долго време работи, анализира, ги има следено најважните настани во историјата на Република Македонија и ми е особена чест што вечерва е тука во студиото да поразговараме за најактуелните теми, за она што било Македонија, што била некогаш, каде се движи сега и каде ја гледаме во годините кои што следат. Велам добро вечер за Дарко Јаневски, новиот директор на Македонската информативна агенција. Добре ни дојдовте. Благодарам за најавата и добро ве најдов. Повеќе, ако добро убаво пресмета, речи 30 години ќе одбележите во новинарството. Да, 29. 29, да заокружиме така. Тоа значи дека сте ги поминале сите можни значајни настани на како се развивала Македонија. Независна Македонија. Да, од она што било, од она што е денеска. И на почетокот, покрај тоа што ќе ви честитам за новата функција, ќе сакам и да ве запрашам за тоа како гледате низ изминатиот овој период од осамостојувањето на Македонија. Ако може да ни кажете што било можеби најдобриот и најлошиот момент во историјата на Македонија досега, или пак кој бил најсреќниот и најтажниот? Ако зборуваме за независна Македонија, клучот за најлошиот момент беше, тоа го истакнувам стално, беше средината на 90-тите и до 2000-та, криминалната приватизација и фактот што потоа владата на ВМРО на ДПМН на Љупчо Ѓоргиевски не ја исправи. Она дојде на власт 1990 година на изборите, освои 40 на пратеници и повеќе во вториот круг после катастрофата во првиот круг на албанското прашање. Меѓутоа 1998 година дојде на власт на ветувањето дека ќе ги врати фабриките на работниците и дека тој криминал што беше сторен при приватизацијата ќе го исправи. Наместо тоа отиде во спротивна насока, во иста коруптивна насока како и претходната влада. Само да јас тогаш истражував некои податоци, на пример 1992 година на 31 декември Македонија има 190.000 невработени. 1998 година кога на власт доаѓа Љупчо Ѓоргиевски и потоа со неговата криминална влада, Македонија има 330.000 невработени. 140.000 е разликата и последица на затворањето на компаниите во Македонија. Например, една Словенија не го направи. Тоа не само што не го направи, успешно голем дел од тие компании успешно ги трансформираше, иако и таму се создадоа олигарси. Кај нас беше применет еден систем кој во почеток беше применет во Хрватска, потоа они преидоа на купонски систем, па и таму обвинуваат за криминал и така натаму, безмалку во сите источноевропски земји, меѓутоа тоа беше најлошиот момент. Како најдобар би го издвоил, да не зборувам што од тогаш всушност почна ова со што се соочуваме денеска, а тоа е корупцијата буквално во секое поле, бидејќи едноставно луѓето кога видоа дека кога можат овие толку пари, тогаш што па јас да не можам, ако ми се пружи можност, и така дојдовме во ситуација дека за кебапчиња или за тегнење на коса на Шекеринска се одговара по 4-5 години, а за многу посериозни критични дела се добиваат условни осуди или така натаму. А 90 и повеќе од 100 од коруптивните дела не се ни откриваат, едноставно се создаде систем на однесување во оваа држава. Не еднаш сум истакнувал дека кај нас се создаде атмосфера, општествена свест кај населението дека ако си во позиција да украдеш, а не го сториш тоа, тогаш нешто не е во ред со тебе, наместо да биде нели обратно, да се инсистира на честност и така натаму. И тоа создава проблеми во крајна линија, ако сакате, и
со воспитувањето на децата. На што да го воспитувате вие вашето дете? Да биде честно и да ги има сите шанси да остане сиромашно и бедно, или да биде да бара начини како да се вмеша во тие коруптивни мрежи, за да си обезбеди некаков живот согласно денешните стандарди за луксузен живот. Значи буквално во секое поле, тоа е клучниот проблем. Како позитивно, како добро, нема многу што да се истакне, освен самиот факт што конечно Македонија стана независна, самостојна. Добивме привид дека народот одлучува во Македонија за својата судбина, нели порано беше импресијата дека за Македонија се одлучува во Белград, во минатото. Например, 913 година за Македонија се одлучувало во Букуреш без никој да ја праша и така натаму. Тоа е наша историска приказна. Овој пат добивме независна држава, меѓутоа веројатно тоа е неверојатно, него тоа е сама сигурно, тоа е само на хартија, бидејќи под идејата на независната и самостојна држава не е за да се удираме во гради, туку за населението, за народот да живее подобро, побогато, поперспективно, а не да гледаме како што поскоро да се добие некаков пасош за да се иселиме од овде. Го споменавте периодот на транзиција. Во тогашниот, за жал, во тој период многу семејство стана на работна екзистенција. Оно со што денеска се соочуваат, она што значи работна сила во државата, се можеби потребата за да има доусовршување. Зборуваме за вештачка интелигенција, зборуваме за отворени пазари од една страна, меѓутоа еве на денот на работниците излегува, нели имавме синдикатите, имаме оние пораки за 500 евра плата во секој сектор, меѓутоа дали само тоа ги решава проблемите на граѓаните или потребни се некои поконкретни мерки за поквалитетен живот? Односно, што и како да се подобри квалитетот на животот, за што еве вие го имате сега како искуство? Не може да се значи на овој начин не може, а не прашањето за подобар живот не се решава со тоа што не може да се реши, не може да се дојде до таму со зголемување на платите. Значи ние мора да тргнеме, значи мора да направиме држава. Под држава се подразбира значи нешто во смисол на Данска, Шведска и така натаму, држава која што нема да има коруптивни дејствија, во која што ќе функционира уставот, во која што сега да се спуштам на секојдневните примери, во која што нема кабелот и пајакот да бидат виновни за тоа за несреќите што се случиле, без да се реши тоа. Сето тоа е поврзано со образование, со здравство, со квалитетот на живот. Во последните 3 години, делумно за тоа влијание има и ковид кризата, меѓутоа во последните 7 години од владењето на Заев, очекуваниот просечен животен век на граѓанинот на Македонија, на македонецот е намален за 3 години. Значи, ние уште од сега им одземаме 3 години живот на новородените деца. Да не зборам за нас кои што сме веќе во некаква возраст. За да се реши тоа, пак мора да се клучниот столб од постоењето на една држава, тоа е третиот столб, судската власт, и тука мора да се безмилосно да се пресече. Мислам дека се касни со тоа, безмилосно мора да се пресече, тоа да се реформира. Прашање е дали ние самите воопшто како општество знаеме како тоа да го сториме и како тоа да се изведе. За тоа е потребно време, не се решава преку ноќ, меѓутоа може да се преземат чекори кои што таму барем ќе покажат волјата на законодавната и на извршната власт да брутално
значи нагази на тоа поле и да манифестира волја дека таа власт мора да биде ние често зборуваме за независна, мора да биде професионална. Да се работи работата. Да, која ќе биде професионална, тогаш независноста на таа власт сама по себе ќе дојде. Читам сега некои најави дека немале пари, дека не знам што. Вчера или завчера беа избрани тројца судии во Врховниот суд, таму имало 14 судии, биле потребно 28. Знаете, тоа се технички работи. Не е прашањето колку еден судија е затрупан со предмети. Не се тоа пациенти кои што чекаат пред ординација каде што морате итно да реагирате и да го зголемите бројот на персонал. Проблем е квалитетот на услугата која што граѓаните ја добиваат од таа трета судска и обвинителска власт, која што е во овој случај на мизерно ниво. Постојат луѓето што се занимаваат и што се во таа област, ги знаат шемите на кои што еден случај може да се развлече, да се одолговлечи, но, знаете, секоја поголема трагедија, па и оваа во Кочани, која што е најголема, предизвикува силни чувства кај населението. Така беше и со болницата, ја велат модуларна, тоа звучи некако фино и убаво. Тоа беше обично монтажна барака, како што беа сите. Предизвикува чувства кај граѓаните. Значи, третата власт не се занимава со тоа како да го реши што поскоро тој случај и на правилен начин, туку се занимава со како да го развлече случајот, за тоа постојат многу бројни финти, постојат шеми, судија, обвинител, адвокат и така натаму. Во граѓанските процеси тоа е судија и адвокат, они си ги решаваат работите меѓу себе, како тоа да се развлече, да спласне таа атмосфера и потоа они ќе си го решат тоа на свој вообичаен начин кој што ги доведе до доверба од 2%. За жал, довербата е таа која што е во судството и работите одат од таа насока што токму и битката која што беше најавена против корупцијата, нели новата влада најави битка против корупцијата и она што значи нели пипци на секаде низ институциите на правосудниот систем. Како гледате на најавената битка и дали има шанси токму ова што досега го зборувате да се најде начин како да се пресечат тие пипки, едноставно да се започне и да се стави. Тоа е комплициран, долг процес, меѓутоа да се започне еден пат во кој што да речеме дека во догледно време би виделе некои резултати од сето тоа. Па власта покажа цврста намера тука. Прашање е колку ќе оди во ширина. Едно е како го решава случајот со Кочани, каде што експресно се реагираше. Колку што знам, во овој момент има и колку што се информациите од јавниот обвинител Коцевски, дури 13 обвинители се ангажирани, што е нужно бидејќи станува збор за над 60 осомничени прашања и како тоа ќе се изведе и како ќе тече судскиот процес. Тука мора да се најде решение за тоа да биде експедитивно, а од друга страна и професионално, иначе постои шанса тоа да трае 10 години. Значи, едно е како го експресно и според мене професионално се постапи во случајот со Кочани. Второ е колку ќе се оди во ширина. Случајот со овој Капушевски и Јаховски покажува дека МВР во овој момент не го интересираат на политички и крупни зверки, туку го интересира на вистина криминалот. Меѓутоа, факт е дека во Македонија во изминатите 7 години се случуваше еден процес, а тоа е дека ќе го донесеме Заев на власт, онда го смени името на државата, а во меѓувреме тој и неговите можат да прават што сакаат. Се создаде едно мафијашко дувло и мора да се почне од врвот на тоа мафијашко дувло, а не бидејќи ако не се направи тоа, ако не се удри по главата на тоа дувло кое што беше и врвот кој што беше создадено во овие 7 години со помош на тие странски. Знаете како велеше Заев во онаа порака до мен Духтачи, овие од надвор што ме подготвуваат.
тие од надвор, значи го донесоа него на власт, а му возможија да краде, да прави што сака и така натаму. Тоа мора и тука да се удри. Значи, една страна е ширина, значи секој е криминалец, друга е квалификацијата на тежината на делото, меѓутоа криминалец и тој што зел 100 евра и тој што украл милиона евра, различно е како што реков квалификацијата, меѓутоа покрај таа ширина мора да се оди и на врвот на она што беше во овие 7 години. Ако треба да се отвори се почувајќи од сите незаконски апсења, од сите уцени, во крајна линија на овој народ треба да види со што беа уценувани, да кажеме, пратениците, кој е тој криминал со кој беа уценувани за да гласаат за промена на името на Република Македонија. Ако не е застарен тој криминал, мора да се процесуира. Не може тоа така да остане. Значи има многу елементи кои што тука треба да се отворат стандарден во вакви разговори. Стандарден е случајот со 27 април, например, незамисливо е дека вие може да осудите некого без да му го оцените мотивот. Луѓето беа осудени за да влезат внатре, меѓутоа причината за тоа беше пучот со гласањето и со изборот на Талат Џафери. Каде е тој записник? Кој ја закажал тој седница? Таа наводна, таа фиктивна и фамозна непостоечка седница на која што беше избран Талат Џафери, ќе одговарали тој на некога? Што правиме со објавувањето на документите во службен весник без подпис на председателот тогашен Иванов, иако постои пресуда од 1997 година на Уставниот суд, дека освен доколку не е физички спречен, да е Боже некаква, например, се наоѓа на операционен стол и слично, председателот на собранието, кој што исто така беше фиктивен, не може два пати да подпишува из документи, така натаму. Таа е пресуда од 97 година или 98, мислам, меѓутоа донесена по повод закон донесен 97 за знамењата на националностите и за дали беше за јазиците, веќе не се сеќам, не е ни битно. Значи, постои, од една страна постои правен основ сето тоа да се како треба да функционира, од друга страна клучниот момент кај нас е имплементацијата на сето тоа и сето тоа да се расчисти, за да може да конечно оваа држава, дури потоа ќе можеме да зборуваме за вештачка интелигенција, за развој на образование, како ќе ги решаваме ние проблемите во меѓутоа се чини како да се натрупуваат, еве ги набруваме колку работи како да се натрупуваат неодговорени прашања, како да се натрупуваат овие правни дилеми. И тоа така останува. Дилеми, во принцип дилеми нема, се знае што треба да се направи. Прашање е на тоа. Има дилеми очевидно кај дали може, дали до каде сте спремни да одите. Меѓутоа кај населението и кај властите секако мора да се вкорени свеста дека го не го решите тоа, вие не можете да решите, иако на прв поглед изгледа дека нема никаква врска. Вие не можете да решите ниту еден проблем, ниту во здравството, ниту во образованието, ниту во културата. Секаде тој гнил систем, како велеше Тошковски, каде и да се свртиме во случајот за Гочани, каде и да се свртиме е гнило. Тој гнил систем едноставно го заразува целото тело. И тука веќе нема спас. Или тука ќе се реши, или секи пробан. Да, но може да забележиме, еве во последно е запалена семејната куќа на директорот на Управата за извршување на санкции Александар Пандов. Видовме еден оркестриран напад кон министерот за внатрешни работи Панчо Тошковски. Некако оние кои што некако се обидуваат нели да најавија и спроведуваат борба кон криминалните групи, се случуваат вакви кои што во секој случај се одредени пораки кои што се упаќаат кон нив. Па кај Тошковски политичко е И колку политички и криминалните, ако може така да речеме, може да се Не верувам дека очекуваа ваква реакција на оние структури кои што се против на Министерството за внатрешни работи по повод случајот во Кочани, иако
поинаква не можеше да биде. Меѓутоа, ние видовме искуството не учи дека можело да биде поинаку, како што беше случајот со Тетово, каде што ги гонат директорот на болницата и неговиот заменик, беше гонет и докторот таму кој што бил на дежурство, кој што немаат никаква врска со тој случај. Ниту ја нарачале таа болница, ниту тој квалитет ниту оно да одредувале каков ќе биде квалитетот на тој материјал што се употребува. Таму во крајна линија, таму беше обвинет кабелот, што значи дека они употребувале проложен кабел. Не можете вие да го обвините докторот затоа што употребувал проложен кабел, бидејќи морало да биде предвидено колку над секој кревет колку приклучоци мора да има за помошни апарати. Тоа е стандардно. Тој секој што лежел во болница знае дека над секој кревет има апарати за секакви приклучоци. Тоа значи дека таа барака не била изградена согласно. Кој го нарачал тоа и така натаму. Меѓутоа, наместо да се истражи целиот тој случај, таму беа обвинети, значи, како што реков, двајца директори и еден доктор. Докторот ослободен, останаа двајцата директори, што значи дека они тоа го очекуваа и во овој случај со Кочани. Ги изненади оваа реакција на МВР. Очигледно изненади и самото МВР фактот што обвинителството се ангажираше на тој начин. Ќе видиме како ќе постапува во иднина, меѓутоа треба пак од друга страна да се знае дека не ни можеа поинаку да реагираат, затоа што гневот кај граѓаните беше толков што мислам дека ќе им влезеа во канцеларии и ќе ги сврлеа надвор ако не се екипира и ако не работеа како што работат до сега. Ќе видиме што тие докази сега, ние нели ги немаме податоците, не сме во истрагата, што тие докази за кои што луѓето се сомничени држат, како тоа ќе се изведува на суд, како ќе биде прифаќано, како ќе се одвива процесот и така натаму. Сега јасно е дека тие криминални групи од оние кои што увезувале токсични материјали и слично, значи градежна мафија, не знам, здравствена мафија и така натаму, тие нема да седат мирни ако ги допрете, ќе се обидат да ви вратат. Тоа е нешто што јасно се очекува и тука мора да бидете подготвени, или вие ќе ги удрите посилно, или тие вас ќе ве елиминираат. Меѓутоа, во овој момент клучното прашање за опстанокот на државата зависи токму од тоа. Дали вие спремно ќе го дочекате тој удар, ќе им вратите и ќе продолжите уште по-жестоко или ќе запрете, ќе почнете да калкулирате, чекај, овој ќе го ставиме, овој не мора, за овој не ни даваат странците, овој е наш, овој е не знам што. Изговори секогаш ќе се најдат, тоа не сме да се дозволи, тука мора да се продолжи жестоко. И значи нема враќање назад? Па назад не смее да има, затоа што во крајна линија ќе останеме, прво децата ќе се иселуваат, ќе останеме ние кои што сме морале да останеме, да им слугуваме на овие кои што трупаат милиони, а ќе се залажуваме дека живееме некаков живот. Меѓутоа, нема шанси дека ќе напредуваме во областа на здравството, на образованието, на културата, дека ќе можеме да зборуваме за вештачка интелигенција и слично. Ќе направиме тука една кратка пауза, но се враќаме назад со останатите теми. Почитувани останете на фреквенцијата на телевизија Алфа. Се враќаме назад во студиото. Вечерва во За или против, господин Дарко Јаневски, новиот директор на Македонската информативна агенција, зборувавме за корупцијата, за битката со тие вмрежени групи и се согласивме дека нема враќање назад, дека мора, ако сакаме да продолжиме да живееме нормално, дека ова мора да се направи. Но во насока и на да земеме трагедијата во Кочани како најскорешна и
во сите оние група осомничени 60 на луѓе кои што гора доле се и она постапка што ја прави обвинителството. Повторно имаме такви пораки дека за жал повторно доаѓа од ДУИ, дека во суштина имаме веќе и одредени противалбански потези со тоа што некои од нивните поранешни министри се дел од осомничените. Колку ова ќе ме доведе до следната тема, тоа се локалните избори, меѓутоа до кога ќе ги слушаме овие пораки? Дали во суштина, имајќи предвид дека токму Демократската унија за интеграција беше една од партиите што најдолго беше на власт, а нема ниту еден кој што одговарал за било што и да се сомничи дека го направил, до кога ќе ги слушаме овие пораки? Затоа што ДУИ никогаш во овие 20 години немало ништо друго освен албанското прашање. Сеќавате Бујар Османи одеше, контролираше плочи, дали се двојазични воспоставени, што беше смешно. ДУИ се однесува како заев кога ги стругаа шахтите. Знаете, ДУИ е 20 години на власт. Колку албанците во Македонија се залага за правата на албанците? Колку албанците живеат подобро во Република Македонија? Не зборуваме за оние што ги вработија по партиска линија, па добија работно место, добија некаква плата таква. Колку просечниот албанец во Македонија живее подобро? Исто колку што и просечниот македонец. Исто колку и просечниот македонец, што значи живее лошо. Колку е неговиот квалитет на живот повисок? Па најголем бројот иселениците во Македонија се токму албанци. Меѓутоа, ДУИ никогаш не играше на таа карта да го подобри животот не само на албанците, туку воопшто во Македонија да се крене нивото, туку играше на таа националистичка карта и сега продолжува на тоа, иако е процентуално минимален е бројот на осомничени албанци во случајот Кочани, во однос на процентот на македонци кои што се осомничени, они се обидуваат да го наметнат тој наратив. Мислам дека се извикана приказна во таа смисла и дека тоа не им поминува ниту кај самите албанци. Друго е, немам информации за тоа какво е расположението кај албанското население во поглед на тоа кој е рейтингот на коалицијата вреди. Меѓутоа, анкетите покажуваат дека се повторно тука негде исто. Што се однесува до моето мислење, допрва треба да се отвори прашањето со криминалот, кој што не е доволно тоа што го правеа министрите на ДУИ и нивните кадри. Не е доволно ова само со Артан Груби. За Бектеши и за другите, тоа е настан кој што се случи сам по себе, па не е некаква проекција на Министерството за внатрешни работи. Тој настан се случи и они мораа да реагираат. Кај Артан Груби беше работен тој случај, меѓутоа не е доволно само тоа што беше поведен случај за Артан Груби. Тука треба пошироко во овие 20 години, она што не е застарено, да се, кога е во прашање ДУИ. Меѓутоа, повторно нема да го решиме проблемот ако се сконцентрираме само на ДУИ. Криминал е криминал, сеедно дали го вршел некој од ДУИ, од СДС, од ВМРО и така натаму. Значи, тука мора комплетно да се расчисти таа ситуација со Македонија. Во Македонија тоа ќе треба малце време, меѓутоа битно е да се покаже волја и да се покаже акција во таа насока, за да можат граѓаните да го истрпат, да го примат тоа време што е потребно да помине за сето тоа да се реши. На страна сите овие пораки кои што се испраќате, да речеме, од ДУИ, се чини дека почнуваат веќе да се поместуваат и оние чекори наспроти локалните избори кои што ни престојат. Како ги гледате моменталната политичка структура, имајќи предвид, односно политичките партии, каде тие би се движеле на локалните избори, бидејќи локалните избори ќе бидат уште едно место каде што буквално политичките партии ќе си ги измерат силите и од една страна имаме
оние политички партии што се во опозиција, кои што ќе сакаат, нели, колку можат повеќе гласови да добијат, имаат ли било каква можност тоа да го направат со актуелни потези што ги прават, пораки или можеби чекори или планови што ги имаат за иднина, а од друга страна пак имаме градоначалници кои што претежно доаѓаат од владеачката партија ВМРО ДПМН, кои што реално направија сериозни проекти и ги има најголем број од градоначалничките места. Како гледате на она што сега некако може да речеме дека започнувате допрва да се црта? Па добро, ние не можеме да имаме информации, например, на локално ниво, како луѓето се задоволни, да кажеме, некој градоначалник во Новаци или во некое друго место во, не знам, Прилеп, Битола, во Тетово, Билолка сами и така натаму. Малце специфично кај локалните избори, една е политичката димензија, партиската определба за оваа партија ќе гласам за оваа, не гласам и така натаму. Друго е што таму граѓаните, нели, во крајна линија ве мерат и по тоа дали на време го како работат комуналните служби и сето тоа, како од тој аспект реагира таа локална власт. Ако се следи само политичкиот дел, оваа последна анкета која што беше објавена и која што покажува 50% рейтинг на ВМРО, 10% на СДС, го покажува во принцип движењето и во принцип како ќе се одвива тоа гласање. Сега тука може да има варијации, бидејќи како што реков, едно е кога луѓето ќе ги прашате за кого би гласале, они мислат на извршната власт и на политичките партии. Сосема друго, во еден дел е друго кога станува збор за локалните избори, меѓутоа се извинувам. Меѓутоа трендот е тој. Социјалдемократскиот сојуз не успева да се опорави од поразот на парламентарните избори. Нема од таму нешто ново. Класична грешка беше изборот за Филипче, за председател на таа партија, тоа што го направи Заев, нели? Тој всушност го постави него таму како негов другар и така натаму. Во исто време мошна погрешно игра Социјалдемократскиот сојуз, наместо да го критикува ВМРО ДПМН за тоа што не го сторил, да кажеме поширок опфат на борбата со корупцијата, они го критикуваат за тоа што го сторил, а од што луѓето се задоволни и се занимаваат со тоа кој колку изолови потрошил по ресторани и така натаму, нешто што кај граѓаните веќе дегутантно, абсолвирано, не го примаат со задоволство кој ќе видат, не знам, некоја сума потрошена на работи за кои што они не се подготвени да плаќаат данок. Не плаќаат данок за вие да се луксузирате. Значи не се срекни граѓаните, меѓутоа тоа во овој момент тоа е веќе надминато чувство кај граѓаните. Не е тоа што ќе одлучи за кого ќе гласа на изборите. Клучно е реформите во областа на правосудството, борбата против корупцијата и колку што е можно повеќе сето тоа да повлече економски напредок. Последниот податок за индустријското производство 5% е добар, меѓутоа треба да се има предвид дека индустријското производство учествува само со 30 на 40% во порастот на БДП, значи допрва треба да се очекуваат позитивни ефекти од економските активности на оваа влада. Мора Македонија да стигне барем до 5% пораст на БДП на годишно ниво. Тоа во овој момент е тешко дури за една Кина. Она се 2-3 децении имаше по 10% пораст на БДП, сега има 4,5%. Тоа нема врска со актуелните случувања со Трамп. Меѓутоа, така што за Македонија тоа е предизвик. Никој во Европа, ниту на Балканот има пораст од БДП, меѓутоа тоа мора да биде целта кон која што ќе се стремиме. Како што реков, пак ќе се вратам на истото. За да може да се постигне тоа, ние мора да имаме кристално чиста
од морален аспект и од криминален аспект. Кристално чиста држава. Многу повеќе дури и од, бидејќи сме назад, ние сме под нулата. Мора многу повеќе дури и од една западна европска земја од типот на Данска, Холандија, Шведска и така натаму. Ке го заокружиме овој дел со она што се случува внатре. Потребна е долгорочна работа и посветена работа за да може да се поправи барем малку од она што е, како што кажавте и вие, како што го цитирава министерот, каде што ќе копнеше труло, значи ќе треба многу да се работи. Меѓутоа фактот е дека ќе треба да се работи на оно што може да се каже нарушен изглед во меѓународната заедница. Нарушен изглед во смисла на тоа дека потпишавме 2 договори кои што ја ставија Македонија во една незавитна позиција, но во таа насока како гледате на оние активности што се спроведуваат од страна на владата да стекне нови пријателства, ако може така да се каже, во меѓународната заедница од една страна, од друга страна и да ги продлабочи оние кои што веќе се воспоставени, а потоа сега ги прокоментираме и за делот со оние предизвици што имаме конкретно со Европската унија. Па една од основните идеи на оваа влада во поглед на надворешната политика беше да ги продлабочи врските со Соединетите држави. Они сторија, таа така наречена длабока држава, стори што стори во поглед на името. Актуелната опозиција веројатно очекуваше оваа влада да влезе некако во клинч со Соединетите држави по тоа прашање. Они отидоа во друг правец да ги продлабочат врските, затоа беше и тие одења во Вашингтон неколку пати по секоја цена да се присуствува таму, па макар и во, не знам, некаква спортска сала, воопшто тоа не е битно да се остварат контакти, затоа што знаете во овој момент светот драстично се менува. Не се менува само во поглед на тоа како една држава се однесува со друга. Например, царинската војна меѓу САД и Кина. Соединетите американски држави однатре, Трамп се обидува однатре да ги смени. Тоа го најеклокантен пример е со министерот за здравство Роберт Кенеди, кој што се зафати со задача да ја направи Америка повторно здрава. 66% вели од американците се хронично болни. Ковид кризата покажа дека нивната FDA агенција која што важеше за неприкосновен авторитет кај здравствените работници низ целиот свет е една од најкорумпираните организации во светот. Веројатно малкумина луѓе надвор од Америка, па веројатно и во самата Америка знаат дека 70% од буџетот на таа организација доаѓа од фармацевтските компании, што значи таа е државна, фактички работи за нив. Од тука јасно е зашто можеше да се протнат такви вакцини како Pfizer и така натаму. Сега да не навлегувам во сето тоа, меѓутоа ние мора да ги следиме тие процеси. За да ги следиме тие процеси не можеме да бидеме во војна со Америка, во војна под наводници, туку тоа е тоа што се обиде владата да го направи, тоа е да ги продлабочи тие врски или да создаде нови врски. Дајте да работиме на поинакви основи. Вие го правите ова и ние сакаме тоа да го направиме. Во крајна линија голем број од технолошките иновации во светот доаѓаат токму од таму, посебно во областа на здравството, нови лекарства и така натаму. Втората поинта на владата во поглед на надворешната политика е нели стандардното, тоа Европска унија, не знам, процес на пристапување. Тука она ги постави, значи условот беше нели да се внесат бугарите во устав, она го достави својот предлог, дано со одложено дејство и сега сите активности на владата во поглед на Европската унија се насочени кон тоа, постојано во секоја прилика да се истакнува како кон нас има двојни аршини и се наметнуваат услови кои што не се дел од тие критериуми, а во исто време повторно да не влезе во некаква заострена реторика со
Европската унија да не ги влошува односите, колку и да тоа изгледа невозможно, тоа е тоа што се обидуваат да го направат. Колку имаат успех во тоа, ќе видим. Треба да покаже времето. И за крај, ке сакате ли, зборувавме каде била Македонија, зборувавме за актуелните проблеми со кои што се соочува и предизвици. Каде ја гледате Македонија? Со сето ова што во моментов се случува, да речеме, на краток рок. Ако зборуваме за иднината, значи во овој момент не може да се даде никаква оценка, бидејќи не се знае како ќе заврши ова, зашто зборував во значи, исклучно сепак останува во изминатиот период. Македонија мора да биде економски просперитетна држава, во која што луѓето нема ни да знаат кој е, или поголемиот дел од луѓето нема ни да знаат кој е премиер, ниту ќе ги интересира тоа, ќе разговараат за сосем други работи. Кај нас главниот муабет е политички. За кого си, како си, не знам што, овој крадел, овој не крадел, види го тој што направил, ние сме мала земја. Секој со секого се знае или секој познава некого кој што може да ви раскаже приказна, меѓутоа нашите муабети се сведуваат на тоа. Ние тука мора да направиме промена, за да го направиме тоа, мора да ја смениме општествената свест, значи да се оттргнеме од тоа дека си не сосема во ред ако не си украл, туку напротив да создадеме нова атмосфера кај граѓаните, а тоа е дека во оваа држава мора да се биде чесен и продуктивен. За таа цел, значи, за да може Македонија да економски напредува, да биде просперитетна држава, не може едноставно такво е времето, не може една Бугарија да има, не знам, двојно поголема просечна плата од Македонија, а е наш сосед. Ние, Албанија и Косово заглавивме на најниско економско ниво на Балканот, а во Европа. Па е во инфраструктура Косово веќе и далеко е по Албанија. А во Европа зад нас ми се само Молдавија и во овој момент Украина, која што од своји причини се наоѓа таму каде што се наоѓа, иако она беше таму и јас сум правил пред 10 години анализа за нејзината економска состојба, беше двојно позаостаната од нас, меѓутоа мора да се продолжи таму каде што се почна, за да Македонија биде економски напредна држава, бидејќи во крајна линија целта на секој граѓанин е да живее поквалитетно, да има подобро здравство, да има подобро образование, да може да се занимава со култура. Во Македонија колку од луѓето имаат можност на мира да седнат дома, прво додат во книжарница, да купат книга и на мира да седнат дома во неоптоварени со други проблеми и да читаат книга. Некога мнозинството од луѓето се занимаваат со екзистенционални проблеми, за да се реши тоа, за да почне да се решава тоа, за да во перспектива дојдеме до таму, мора да се почне и да се продолжи од ова за што зборувавме претходно во емисијата. Ви благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам и јас на вас. Почитувани, тоа беше вечерашната емисија. Знам дека уживавте и во разговорот и во гледиштата кои што со нас ги сподели почитување од Дарко Јаневски. Аз ве оставам на фреквенцијата на телевизија Алфа. Ве посакувам убава вечер и убав викенд пред вас. Поздрав!